За човек кој што доаѓа од стопанството, вистинска среќа е да се види фабрика која што можела да се претвори во старо железо, повторно да работи и да види среќни работници и метал како тече. Верувајте, мојата возбуда е голема, што ова денеска го гледам, затоа што се стави крај на една голгота на целиот крај во Кавадаречко, на сите вработени тука, но не само и вработените во фени, него и на сите добавувачи, сите оние компании кои што работат со фени. Мислам дека ова е најуспешната приказка од делот на стечајот, најуспешен стечај во Република Северна Македонија направен досега и тоа е гордост за сите институции на системот во државата. Фени не е само статистичка бројка во GDP-то на македонското стопанство. Фени е судбина на овој крај, фени е судбина на сите овие вработени тука и јас денеска сум многу среќен што гледам среќни лица. Посебно сум среќен што ја гледам иднината на оваа фабрика. Во разговорите со менаџментот разбравме дека тие имаат намера дополнително да инвестираат десетина милиони евра во пуштање на новата печка. Тоа значи ново производство, зголемени производни резултати и нови вработувања за целиот крај. Од сите скептици кои што би рекол со скудни економски познавања покажаа сомнеш каде се 624 милиони евра директни странски инвестиции во државата во 2018 година, мислам дека ова е најдоброто место од кое што можеме да го дадеме одговорот. 100 милиона од тие се позади нас во овој комбинат, исплатени сите доверители, исплатени сите долгови на фабриката, донесен оперативен капитал во фабриката за работа и сите други до 1 евро ќе бидат објаснети на македонската јавност. Со гордост можеме да кажеме дека ја движиме македонската економија во права насока, дека не правиме стиропор економија, дека правиме економија на реални вредносни бројки. Меѓутоа, денеска е и моментот кога треба да се прашаме каде е одговорноста на сите тие субјекти кои што година и пол ја вознемируваат македонската јавност со дезинформации за наводно мешање несоодветно на владата во овој процес. Јас ќе им одговорам, не владата, институциите на системот го одбранија фени од сите оние кои што имаа намера оваа фабрика да ја претворат во старо железо. Институциите на системот го одбранија регионот од она што била намерата на некоја неодговорна власт која што дозволила, значи не само што дозволила да десетици милиони евра од тука излезат, него и помагала во сето тоа, но за тоа си има соодветни институции и органи кои што со тоа ќе се занимаваат. Владата, покрај тоа што има капацитет да охрабрува странски инвеститори да доаѓаат во државата, да го гарантира владењето на правото, да гарантира стабилност на државата, таа има обврска и да овозможува сите институции да си ги завршуваат своите надлежности. Јас им честитам на институциите што успеа да ја одбранат фени во ова што беше намера да се случи во овој град. Ви благодарам.